притаено зло и темната страна во човечкиот ум. Откривање на темнината. Во срцето на Србија падна сенка над спокојниот и мирен град Бор, додека нацијата беше зафатена од мачниот случај на исчезнатото мало дете Данка Илик. Она што започна како очајна потрага по саканото 2-годишно дете брзо се спушти во кошмар од незамисливи размери, откривајќи ги застрашувачките длабочини на човечката изопаченост. Здраво на сите и добре дојдовте на вашиот канал. Денеска ќе го разгледаме трагичниот случај на Данка Илик. Сагата се разви на 26 март, кога Данка исчезна без трага додека невино си играла во близина на домот на нејзиниот дедо. Трагична загуба. Србија ја потресе случајот за исчезнато 2-годишно девојче. Заедницата во жалост. Кршењето на срцето одекна низ улиците на Бор, каде што жителите погодени од тага се собраа да оддадат почит на невината душа изгубена од безсмисленото насилство. Играчки, балони и рачно напишани пораки беа оставени на главниот плоштад, трогателен приказ на солидарност пред неискажливата трагедија. Луѓето во солзи, бидејќи властите потврдија дека детенцето Данка Илик е убиено. Пребарување и истрага. Додека полицијата трага дено-ноќно по телото, луѓето положуваат цвеќе во знак на почит за Данка Илик на главниот плоштад во Бор. Најпрво сакам да изразам сочувство до фамилијата на детенцето, за нивната загуба поради овие мноструми кои немаат ни тронка совест и жал. Инаку Бор е град за ископ на бакар на истокот на Србија. Донесени играчки и балони се покрај рачно напишаните пораки што луѓето ги поставија и оставаат во знак на сеќавање на 2-годишното девојче. Покрај нив треперат запалените свеќи. Сите оние кои ја изразуваат својата тага и сочувство до семејството на Данка се во шок поради ова грозоморно и монструозно убиство. Девојчето беше пријавено за исчезнато на 26 март, што ја натера полицијата да упати национален апел за помош во потрага по малото детенце Данка Илик, што ги натера српските власти за првпат да ја искористат својата верзија на Амбер Алерт системот за предупредување за итни случаи на киднапирање или исчезнување деца и други лица, за да испратат СМС пораки низ целата земја за инцидентот. Исто така полицијата објавила и нејзината фотографија. Нејзиното исчезнување, потрагата последователна и конечно потврдата за нејзината смрт се водечки на насловните страници во Србија и пошироко. Откако детенцето Данка Илик исчезна додека си играла во куќата на нејзиниот дедо. Данка мистериозно исчезна откако нејзината мајка накратко ја изгубила од вид додека си играла. Мајката Ивана Илик изјавила за српските медиуми кога се свртев, ја немаше. Но, очајната потрага по девојчето заврши со трагичен крај кога беше објавено дека девојчето било убиено. Сепак, среде изливот на тага, се појави потемна струја. Гласините и обвинувањата се вртеа. Неправедно насочени кон ожалостената мајка на Данка, Ивана Илик, која се најде оцрнета од оние гладни за сензационализам и за заработка на пари на туѓа несреќа. И покрај налетот на неоснованите напади, Ивана остана непоколеблива, барајки правда за нејзината ќерка и одбивајки да биде замолчена од нападите и ширењето на невистините. Врз мајката Ивана Илик беше фрлано секакво обвинение од страна на многу луѓе и квази новинари кои се борат само за интерес за прегледи и да бидат читани на порталите за да заработат нешто пари. Сега ниеден од тие што ја напаѓаа мајката Ивана Илик не испадна да напише или да објави јавно извинување за ширењето невистини. Врз тешката болка и трагичната загуба, оние напаѓаа мајката како да е она одговорна за сето тоа што се случило. Мајката на детето, Ивана Илик, изјави за српските медиуми да се расчисти случајот, па потоа јас и мојот сопруг ќе зборуваме јавно и ќе одговориме на сите навреди, обвинувања и глупости, изјави таа за локалниот српски весник Нова. Осомничени и пријави. Двајца мажи, двајцата на возраст од 50 години, сега се во притвор, тие се осомничени за грозоморното убиство. Двајцата осомничени се вработени во локалното државно претпријатие за водовод и биле на задача кога со својот автомобил го удриле девојчето.
Српската полиција уапси двајца мажи обвинети дека со автомобил удриле 2-годишно девојче и го фрлиле телото. По сите изгледи осумничените кои се со ниска интелигенција или низок IQ се водат по изреката нема тело нема дело, ама изгледа не знаат дека тука гадно се излагале има докази против нив и плюс има нивно признание. Тие се соочуваат со обвиненија за тешко убиство. Полицијата соопшти дека признале дека со својот автомобил ја удриле Данка. Не викнале помош и избегале од местото на настанот со телото на кутрото детенце. Наместо тоа, очигледно претпоставувајќи дека е мртва, ја внеле Данка во возилото и продолжиле да возат како ништо да не се случило. Еден од осумничените подоцна дури и се вклучи во потрагата по малото детенце. Кој монструм треба да биде човек за да направи такво нешто? Според соопштението, осумничените по ударот го подигнале телото на девојчето, го ставиле во багажникот каде го чувале алатот и се упатиле кон депонија каде го фрлиле телото. Некои од деталите што се појавија се многу вознемирувачки. Таткото на Данка го пресретнал автомобилот со двајцата осумничени и ги прашал дали го виделе неговото девојче Данка Илик. И покрај фактот дека извршиле грозоморно злосторство врз детенцето и било фрлено во задниот дел на возилото, осумничените негирале дека ја виделе. Полицијата го покрена и прашањето дали Данка можеби го преживеала првичниот удар. Анализата на движењата на осумничените сугерира дека нивното возило, Fiat Panda, се движело со 20 км на час во моментот на инцидентот. Но, надежите беа срушени кога крвавите дамки биле пронајдени во автомобил. Осумничените се обиделе темелно да го исчистат автомобилот со хемикалии, според српскиот медиум Информер. Но форензичарите успеале да најдат траги од крвта на девојчето. На крајот било откриено дека форензичките тестови се совпаѓаат со Данка. Инспекторите потоа им влегле во трага на сопствениците на автомобилот и веднаш ги уапсиле. Тие подоцна си признале на сослушување. Претресот и потрагата по телото продолжуваат. Српските власти продолжуваат со потрагата по телото на малото детенце Данка Илик. Полицијата ја пребарува целата област и блиската депонија, во обид да го пронајде телото на Данка. Но српскиот министер за внатрешни работи Братислав Гашик вели дека властите имаат информации дека еден од осумничените го пренел телото на девојчето на друга локација, додавајќи дека двајцата мажи меѓусебно се обвинуваат и си ја префрлуваат кривицата еден на друг. Апсењата ставија крај на секоја надеж да се најде Данка жива. Сега властите едноставно се ангажирани во вознемирувачката работа да се обидат да го најдат нејзиното тело и да откријат што точно се случило. Според некои изјави, осумничените после ударот со кола. Сувозачот испаднал од колата и кога видел дека детенцето дава знаци на живот, тој го задавил детенцето. Луѓето во Србија беа загрижени, а потрагата отиде и подалеку од границите на Србија. Интерпол издаде тревога откако се појави видео на девојче во Виена кое личи на 2-годишното детенце Данка Илик. Неколку протести планирани во последните денови и за време на викендот беа откажани поради почит кон семејството на Данка. Реакција на јавноста. Председателот Александар Вучик не криеше зборови во осудувањето на сторителите како чудовишта, жалејки се за отсуството на построги казни за такви одвратни злосторства. Сепак, среде темнината, трошка човечност обстојува. Неуморните напори на органите за спроведување на законот и непоколебливата поддршка на српскиот народ стојат како доказ за издржливоста пред лицето на темнината. Председателот на Србија Александар Вучик ги опише одговорните за смртта на Данка како чудовишта или монструми. Тој дури во една прилика изјавил и дека му е криво што не го поддржал законот за смртната казна и дека ќе мора повторно да се отвори и да се донесе таква казна. Но, тој ги пофали полицијата и јавноста за нивните напори да ја пронајдат Данка, велејќи дека тоа покажало дека не ја изгубиле душата и дека луѓето имаат срце и сила. Текстот ја допира и помрачната страна на човештвото и искористувањето на трагедиите за лична корист од страна на некои медиуми. А пак тоа ја истакнува храброста на полицијата и српската јавност кои се обединија во овој тежок момент.
Ова е само дел од притаеното зло и темната страна во човечкиот ум и човечката психа која крие капацитет за неискажливо зло. Споделете ги вашите размислувања во коментарите подолу. Ви благодариме што ни се придруживте. Ако ви се допадна ова видео, лајкнете и претплатете се, а канал Тампес ви е благодарен за вашето одвоено драгоцено време. Канал Тампес ке се потруди да ви презентира во сите видеа концизни објаснувања, ефикасно да ви ги доставува клучните информации. Ако имате какви било прашања или сакате видео на некоја тема, оставете коментар подолу, а јас ке се потрудам најбргу што може да направам видео на таа тема што ќе ја побарате.